година за нова година. Нема ново да должам, кратки прашања, бидејќи на сите прашања кои ги поставихме и лани и во текот кога и да поставиме прашања, не добиваме конкретни одговори на прашањата, добиваме сплет на одговори, што не знаеме кој одговор за кој е. Па се надевам, ќе поставам така директно прашање, да па можеш директни одговори да добивам. Ева ка првото прашање, до каде е работата со полигонот, бидејќи пред една цела година и пол излеговте, се сликавте и рековте дека судскиот спор е завршен и полигонот ќе биде почнат со изградба. Потоа ви прашал за улицата Индустријска. Ја не нигде ни во изгорните програми, па ни во вашата визија за изградба, а таа улица е клучно значење за градот, за индустријата во градот, а исто така и за воздухот, бидејќи таа улица ќе ги растерети тешките товарни возила кои поминуваат низ градот. Сега би ме замолил во форма на парање, на молба, на прашање, дали ќе имате доблеси да се откажете од Битфест, буџетот кој располага Битфест, и дел од него ние советниците заедно со вас од средствата да пренамениме за реконструкција на салата Младост, комплетна реконструкција. Вчера бевме сведоци и ја гледавме програмата за туризам. Гледајќи ја таа програма и трите личина кои ги беа доставени со широк пролет, гледам дека многу не се грижите за туризмот, а сакате за него да разговарате и да кажувате дека ќе донесе огромни инвестиции ако добро се вложиме во туризмот. Каква визија имате за туризмот и сакате да ми кажете? И ако се кричевте вие за туризмот кога ќе разговарате, мислам дека ќе направите повеќе за Пелистер и за луѓето кои сакат да одат таму. Значи со тие 50 денари или 100 или 150 кои ги плаќаме за влез на Пелистер, за поведување на редовна линија за движење на граѓаните кон пелистерските села, бидејќи таму се развива тој туризам. И би ве запрашал последно прашање, дали знаете колку пари има потрошено општината на визибилити студија и на промашени проекти. Значи се прави визибилити студија за се и се што, за било какво проектче, фамозно го представувате и го кажувате